Утрински стихови од Библијата. 6 ноември. Божјото поучување е благослов. Блажен е човекот кого ти го поучуваш, Господи, и го учиш на својот закон. Псалм 94:12. Самите по себе, ние не сме во состојба да ги доведеме нашите намери, желби и склоности во хармонија со Божјата волја. Но, ако сме подготвени да бидеме направени подготвени, Спасителот ќе го изврши тоа за нас. Рушејќи ги сите мудрувања и секоја висока работа што се воздигнува против познанието на Бога и заробувајќи ја секоја мисла за послушност на Христа. Оној што сака да изгради силен и симетричен карактер, оној што сака да биде добро урамнотежен христијанин, мора да даде се и да стори се за Христос, зашто Откупителот нема да прими поделена служба. Тој мора да ја проучува Божјата реч, учејќи го нејзиното значење и да биде послушен на нејзините прописи. Од ден на ден, Бог работи со него, усовршувајќи го карактерот, што ќе опстане за време на конечната проверка. И верникот со својот живот, секој ден и пред луѓето и пред ангелите, прикажува благороден пример за тоа што може да стори Евангелието за паднатите човечки суштества. Но кога ќе дојде неволја, колку многу од нас се слични на Јаков. Мислиме дека тоа е раката на непријателот и во темнината слепо се бориме, се додека не ја изгубиме силата и секоја надеж за утеха и избавување. Бог не сака да останеме притиснати со болката што не тишти, со рането и скршено срце. Тој сака својот поглед да го подигнеме горе и да го гледаме неговото мило лице, полно со љубов. Драгиот Спасител стои крај мнозина, чии што очи се толку заматени со солзи, што дури и него не го забележуваат. Тој копне да не земе за рака, да не поттикне да гледаме во него со едноставна вера, дозволувајќи му нему тој да не води. Неговото срце е отворено за нашите таги, нашите болки и нашите искушенија.